Подолг ми е блокот Моje здравје во денешното издание на Македонија наутро. Ќе говориме на две различни теми на кои сметаме дека треба да им посветиме внимание. Еве првата. Донирањето органи е највисок чин на хуманост кој спасува животи. Европскиот ден на органодарителство кој што се одбележува секоја втора сабота во октомври се чини еден од деновите во годината кога треба гласно да се говори за оваа тема, но меѓу другото да биде поттик да се говори гласно и за достигнувањата на модерната медицина. Гостин во Македонија наутро ни е директорот на клиниката за урологија, доктор Сашо Докчев. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро. Фала на поканата. Многу убава најава. Навистина органодарителството е највисок чин на човеколюбие, баш така е. И за кој што сакам малку повеќе да зборуваме денеска во утринската програма. Докторе, вашите колеги велат дека предрасудите за органодарителството се уште постојат, но од година в година свесноста за дарување органи е поголема. Каква е сликата на клиниката за урологија? Па да, еве ние како крајни извршители, да кажам, тука во процесот на трансплантација, органодарителство и трансплантација вклучени многу дисциплини од здравствениот систем, како што се нефролозите, анестезиолозите, па и останатите, интернистички гранки, рентгенолозите, и после кога ќе се спремат пациентите, се препраќаат кај нас за да извршиме крајната цел, успешна трансплантација. Сведоци сме навистина на бројни драми, драматични ситуации и некогаш и дилеми, посебно кај кадаверична трансплантација, постојат некакви дилеми дали да се даваат органите после смртта на пациентот. Така да се уште има такви појави, меѓутоа мислам дека се повеќе и повеќе луѓето се одлучуваат на таков чин. Впрочем, минатата година имавме и рекордна кадаверична трансплантација, 16 кадаверични трансплантации за една година во време на пандемија, што е огромен успех. Тоа е најголем резултат постигнат досега во историја на Македонија. Мора да споменеме дека од една страна трансплантацијата не е само зрак на надеж за семејствата на пациентите, туку и многу економски поисплатлива, имајќи предвид колкави се трошоците на пациентите за да се одржат во живот. Тоа е втората цел. Првата е секако да се подобри животот на пациентот, тоа е првата наша цел, меѓутоа и за општеството е и tekako корисна трансплантацијата, секаде се форсира, посебно кадаверична трансплантација ќе ја нагласам затоа што на некој начин е помалку одговорна. Ајде така да наречам, бидејќи трансплантацијата од жив дарител е страшно одговорна, не само што е тешка, него и одговорна, земате орган од здраво лице, не е тоа пациент. Како што е денешниот ден имаме трансплантација, веќе колегите ќе почнат, па јас ќе им се придружам на самата операција. Тоа се две операции кои течат една по друга. Прво е земањето на орган, тоа после трансплантацијата во другата операцијна сала. Така да сметам дека направивме голем успех. Промовиравме навистина органодарителство кое ретко која држава го има, посебно на Балканот. И предизвиците кои што меѓу другото доаѓаат со органодарителството и трансплантацијата се огромни, па дури за здравствени системи кои што се многу поголеми и посовршени од нашиот, но она што е важно е меѓу другото покрај капацитетите и подготвеноста да има ентузијазам во тимот. Каков е ентузијазмот на клиниката за урологија? Огромен ентузијазм. Огромен ентузијазмот. Еве само ќе ви напомена дека последниве години, нели во услови на пандемија, нашиот центар за трансплантација, што е составен дел на клиниката, меѓутоа е посебна единка, надвор од останатите пациенти. Бидејќи така треба и да биде. Го користева за жал пациенти кои беа пациенти на Карил, го користија нашиот центар за трансплантација, тоа мораше да биде така, тоа беше одлука на министерот, тука немаше каде веќе. И за жал центарот малце се руинира, да кажам, сега чекаме реновирање, уште еднаш апел до здравствените власти да ни помогнат во реновирањето, веќе има изготвен проект и така натаму. Јас се надевам дека набрзо ќе се случи, али ние ги користиме двата наши апартмани кои се на клиниката, тие се изолирани делови, и таму ги сместуваме нашите трансплантирани пациенти привремено. Така како што напоменав, се надевам дека набрзо, јави да кажам, идната година ќе го земеме центарот за трансплантација поново да го користиме. И бројот на трансплантации расте, но каква е листата на чекање во моментов на пациенти кои чекаат? Па за living donor, за трансплантацијата од жив дарител нема многу парови што чекаат, тоа се, не знам, колегите од нефрологија повеќе знаат, бидејќи имаме заеднички состаноци на неколку месеци и ги регрутираме оние парови кои се спремни.
и ги закажуваме за операција. Има на листата едно 4-5 пара кои се спремни за трансплантација, може да имаат и они уште во фаза на припрема, уште неколку пара, така да тука не е голема листата. Меѓутоа, за кадаверична трансплантација, бидејќи немаат жив дарител кој да им даде на пациентите на хронична бубрежна, со хронична бубрежна инсуфициенција, листата е поголема. Веројатно е, колку што им баратам ја со податокот, негде 80 може би пациенти, може би ако не и повеќе. Затоа што сите пациенти што се на хронична диализа не се кандидати за трансплантација. Треба евалуација добра да се направи. Во последното гостување чином во Македонија наутро проговоривме за релациите кои што најчесто ги имаат дарителите и примателите на бубрезите и продискутиравме за податокот дека до тогаш во Македонија имаше најразлични комбинации на фамилиарни односи кои меѓусебно даруваат бубрези, но немаше случај кога сопругот дарувал бубрек на сопругата. Дали се промени ситуацијата? Има еден, така, добро сте запамтиле. Јас сега и на нашиот конгрес имав таква, пред минатата недела имавме конгрес во Струга, наш национален и балкански заеднички. Токму на оваа тема и продискутирав на предавањето. Имаме разни комбинации и напоменав дека жените се многу почести дарители на органи, конкретно за бубрезите, него мажите. Меѓутоа има и еден сопруг кој даде на својата сопруга бубрек. Имаме разни комбинации, да ги напоменам, да не заборавам некој меѓу братучеди, баба и зет. Значи мора да бидат сна на овој баба, како се вика тоа, свекрва на сна и така натаму. Да, ако добро ги знам тие односи. Имаме доста такви комбинации и за среќа успешно се пациентите трансплантирани. И како тече, докторе, процесот на трансплантација на бубрек од дознавање на информацијата дека постои бубрек до потврдување, да речеме, на информацијата дека пациентот добро го прифатил органат? Па тоа уште веднаш се гледа, уште на самата операција. Ако за време на самата операција, ако се направи добра операцијата, на самата операција после неколку минути протечат и првите капки на урина, знаеме дека тој бубрек ќе биде во иднина успешен. Ретко се случуваат сега веќе во денешно време тие фази на отфрлање. Има, меѓутоа е многу поретко. Порано беа, бидејќи јас сум сведок на трансплантацијата уште од 90-тите години, као млад доктор, сум член на тимот за трансплантација, од 2012 сум и нејзин шеф. Така да, порано беа почести тие отфрлања, бидејќи немаше доволно добри имуносупресивни лекови. Сега веќе имуносупресијата на кај организмот, за да не го отфрли организмот, бидејќи се работи за туѓо тело без разлика, што е сличноста голема и роднините. Меѓутоа, секогаш постои фаза на отфрлање. Меѓутоа, за среќа немаме такви епизоди на крајно тешки отфрлања, што е секако во соработка со нефролозите, оние пишуваат таа терапија. Верувам дека индивидуален момент, време траењето на операцијата, но претпоставувам дека многу често во салата има и емотивни моменти, емоции, особено кога станува збрзо донација од починат. Дарител каде што тоа е тешка ситуација, наистина се дарува живот. Така е, многу тешка ситуација. Ние тоа малтене не го гледаме, тие подготовки тоа го прават националниот координатор и болничките координатори, анестезиолозите наши и така натаму. Ние влегуваме операција на сала веќе да ја завршиме работата. Меѓутоа, навистина, кога ќе ги земете органите, еве сега почнаме пред некоја година и срце, се спрема и црн дроб, што ме радува, веќе колегите од абдомен се спремни веќе да почнат, што е за посебно поздравување. Така да кога ќе ги земете органите од, хајде да кажам, телото на починатиот веќе пациенти, е стварно тешко, потоа се знае судбината на пациентот. Веднаш оди во погребална кола, што се вели. За жал. Али, па кој ќе влезете во другата операцијна сала и во третата, кај што се извршуваат двете трансплантации на бубрези, пошто тоа една по друга иде, зрак на надеж и среќа. И што по пресадувањето на бубрекот, каков е процесот на опоравување на пациентот? Каков е реално неговиот квалитет на живот понатаму? Вака сега, престојот во болница порано беше доста поголем, негде околу месец дена престојува кај нас пациентите, меѓутоа сега последниве 10 години тој период е скратен, негде на 15 дена, некојаш дури и по една недела од операцијата ги испуштаме пациенти на домашно лекување. Ако се земаат лековите, периодот на преживување на бубрегот е релативно голем, што може да трае 5 годишно преживување на бубрегот се смета за одличен успех. Имаме и по 10 години, а веќе имаме над 20 години, што се уште бубрезите трансплантирани функционираат. Што значи дека има успех.
квалитетот на животот е исти како кај нормален човек, нема разлика. Само треба да се земаат лекови, да. Само треба да се земаат лекови. Разговорот го започнавме со тоа што и вашите колеги доктори велат дека имаме некои придвижувања позитивни во насока на органодарителството, меѓутоа треба веројатно да се зборува и уште повеќе. Како во меѓународни рамки, да речеме, може ли некаква споредба да направиме во однос на... Па, да. Еве ќе спомна Хрватска, најблиску ни е Хрватска. Да. Хрватска е лидер, да кажем, во кадаверична трансплантација. Таму, на последниот престој кога бев јас кај колегите таму, дури и националниот координатор кажа дека дури и некогаш и немаат и физички контакт со фамилиите кои треба да одобрат да се земат органи, зашто фамилијата секогаш има последниот збор кога се земаат органи од кадавер. Дури по телефон се договараат и нема никаков проблем. Така. Значи до таму е развиена свеста кај хрватските граѓани да за тоа органодарителство знаат што значи, затоа што таа програма тече. Сега они имаат среќа бидејќи се членка на Евротрансплант, тоа е најголемата организација во Европа која се бави со трансплантација, таму се вклучени на 14 држави и се врши размена на органи меѓу тие држави. Ние никако да достигнеме некој цензус, да кажеме, иако имавме минатата година, кажав, 16 трансплантации, тоа е извонреден успех за нас, за како една мала држава, меѓутоа треба се уште треба кадавери да регрутираме и да добиваме за да влеземе во некој нивни цензус за да може да има размена на органи со Евротрансплант. Тоа ќе ни олесни многу работата, меѓутоа верувам ќе се случи еден ден. Иако еден од вкупно 10 возрастни, според податоците кои ги имам јас во светот, има хронично заболување на бубрезите, кое е неповратно и претежно прогресивно, бројот на пациенти со хронично заболување на бубрезите се зголемува во насока да стане една од 5 водечки причини за смрт на глобално ниво до 2040-тата. Што велат податоците во однос на домашните пациенти по возраст и пол? Па, ретко има кај повозрастни, да кажам, бидејќи треба да помине некој период на животот за да бубрезите се оштетат. Повеќе се болести кои се повеќе интернистички болести, ретко се хируршки причини, како што се некои аномалии, вродени аномалии во уринарниот тракт, тие се поретки за среќа што доведуваат до хронична бубрежна инсуфициенција, почесто се интернистичките причини, така наречените гломерулонефрити од разни типови. Дури јас не можам да ги набројам сите, бидејќи тоа нефролозите се занимаваат со тоа. Тие се случуваат за жал кај помладите. За жал кај помладите и на млади години се доведува пациентот до хронична бубрежна инсуфициенција и потреба од дијализа. И кај повозрастните поретко е ако има некои болести, како што е диабет, хипертензија и така натаму, кои доведуваат, дали тоа е хронично заболување кое трае со години. Така да ако се лекува навремено, ќе се стопира. За жал кај помладите, овие гломерулонефрити, наследни и сите останати други форми се јавуваат и тука е целиот проблем и тогаш треба донор да се најде за да им се даде шанса за трансплантација. И коригирајте ме ако грешам, од почетокот на пандемијата, каде што апсолутно беше мобилизиран здравствениот систем да одговори на предизвикот, беше поголем предизвик граѓаните да дојдат до можност за термин за редовен преглед. Но со податоците кои ги имаме, трансплантациите не се опрале не за време на пандемија. Кажам, ја минатата година секаде ја кажувам, како 28 трансплантации за една година, тоа е рекорд. Имаме ние и поголеми успеси, 41, меѓутоа која нема пандемија. По број зборам на трансплантации во една година. Првите неколку месеци кога почна пандемијата од март 2020. Да, 20-та. Почетокот, да, веќе. Почетокот, да. 2020-та, па бевме скептици дали уопште да и на некој начин пошто имавме многу непознатици и неколку месеци бевме во таква, да кажеме, на фаза да не ја правиме трансплантацијата, да не оперираме. Меѓутоа, кога видовме во светот почнаа малку да се ублажуваат тие рестриктивни мерки, почнавме веќе па крајот на мај или во јуни, кога се случи првата трансплантација на срце. Значи, бевме охрабрени и направивме првата трансплантација веднаш после неколку месеци од почетокот на пандемијата. Тоа беа хубави вести кои ги добивме во ситуација година направивме 12 трансплантации. Така да не ја стопиравме. И ако тогаш беше проблем да се најде термин, има ли сега како сте екипирани меѓу другата? За трансплантација воопшто за прегледи. За прегледи воопшто функционираат сите 4 амбуланти имаме ние секојдневно, така да
премногу е гужва. Добре е да споменеме дека во моментов се подготвува или веќе е започната трансплантацијата на клиниката за сега ми се јави онкологија. колегата дека да влегува во сала, така да еве ја да привршам да идам се придружам. Да, која е релацијата на Од татко на син. Од татко на син, што значи дека имате предизвик плюс денеска во сала? Да, living donor трансплантација. Јас сакам да напоменам една трансплантација, бидејќи е ретка, пред неколку недели ја направивме, за среќа пациентот е добар. Тоа е, кога ќе го објавиме, е трет случај во свет со ваква трансплантација. Значи имавме предизвик со едно тешко кожно заболување, тука беа вклучени колегите од дерматовенерологија, да видиме конзилиарно дали општо да прифатиме таква трансплантација, бидејќи е многу ризична како за крајниот исход. И на крај одлучивме да ја направиме, пациентот помина без никакви компликации. Така да со едно тешко генетско заболување успеавме да направиме трансплантација. Публикациите што ги најдовме се 2 случаи во свет. Ова е третиот случај. Постои некоја интервенција која е посебна гордост? Ова е посебна гордост, а има и друга гордост, има многу. Да ви напоменам дека најмлад донор зборам е 33 годишна, повторно е жена за својот сопруг. Јас тоа не можам да го разберам. На 33 години да се дарува орган на својот сопруг. Тоа е чин на човеколюбие. Како изгледаат разговорите, еве и со донорите, пред операцијата? Што ги интересира најмногу, докторе? Што прашуваат најмногу? Па или за семејството на... Не, кога е за living donor трансплантација, говорам, тука нема предрасуди. Поготово татко, мајка на за своите деца, тука нема, земете ги двата, вика докторе, нема тука никако проблем. Предрасуди тука нема. Добро, некогаш може. А од здравствен аспект, што ги интересира најмногу? Добро, со еден бубрек, дали ќе биде успешно живењето понатаму. Исто. Еден е исто као два, само треба да се внимава и да се следи, да се контролира. Еднаш годишно е контрола, така и донорите имаат и привилегии во сите здравствени установи, тоа се специфичен облик на пациенти, така да тие секаде имаат предност, без партиципација, мислам и така натаму светот. И знам дека пред да се влезе во сала се оставаат емоциите на страна, без оглед на тоа за каков примател на бубрек станува збор, но не секогаш сте имуни. Па не, немаме, па и ние сме живи луѓе, без разлика што треба да професионално да се спроведе целата постапка. Меѓутоа секогаш и некогаш кога нема да успее за среќа, таквите случаи се ретки за среќа. Апсолутно дека ни е жал, криво и така натаму, дека тоа не е едноставно да се пребоди. Споминавте пред малку дека чекате реновирање, проектот е направен на клиниката. Оно што ме интересира, какви се работните услови, каква е средината, каква клиника посакувате и работна средина за сите? Па, условите се добри, да кажам, секогаш може да бидат подобри, еве со реновирањето ќе бидат извонредни, ајде ги споредам сега со приватните болници, бидејќи таму се приватни болници, условите се секако подобри, затоа што е тоа приватен капитал. И сакаат да направат услови подобри за пациентите. Меѓутоа и овде се добри условите, одлични, без никаков проблем. Условите не се најбитни, битни се луѓето што работат. Во однос на квалитетот на луѓето кои што работат, сега успехот на трансплантациите говори колку се стручни луѓето кои што работат. Покрај трансплантациите, ние имаме одличен тим на клиниката, така да лапароскопската хирургија на извонредно ниво, тешките операции, најтешките операции се исто, на највисоко ниво, ендоскопските операции, така да сите операции што се можни ги изведуваме на клиниката. Ретко ние праќаме во странство некој да се оперира. Поводот за гостувањето не беше Европскиот ден на органодарителство, но ова секако не треба да е единствениот ден кога треба да се говори гласно на оваа тема. Која е пораката генерално до нашите гледачи кои што и се двоумат на оваа тема, бидејќи колку и да расте свеста, сепак стигматизацијата, односно предрасудите постојат. И затоа треба да се говори гласно. Постојат, еве, ќе ви кажам, имавме пред 2-3 недели, бидејќи за 2 дена направивме 3 трансплантации, една оваа што беше ретка и уште 2 кадаверични. Имаше 2 кадавери потенцијални, едниот се сложи, фамилијата се сложи да ги донира органите, меѓутоа другата за жалба после додека бевме на состанок и министерот беше присутен на тој состанок, дојде вест дека фамилијата се откажува за вториот кадавер. Значи имавме 4 бубрега да земеме и 2 срца, меѓутоа за жал само за едниот кадавер. Зошто? Која е причината поради која се предомислува? Се предомислија. Тоа јас не видов фамилијата, тоа е улога на националниот координатор за трансплантација и болничките координатори кои се по болниците, така да се предомисли, едноставно не сакаа да ги дадат.
Во последен момент. Прво се сложиле, па се предомислиле. Има и такви случаи. Меѓутоа, за среќа, повеќето се свесни за состојбата и ги донираат органите, што е навистина голема човеколюбие. Пораката е, навистина, секој од нас е потенцијален донор. Тука нема што да се говори многу, така и треба да се однесуваме. И имаме и посебна законска регулатива добра, така да се е погодено. Само треба да има желба за органодарителство. Колку повеќе органодарители има, толку повеќе има и трансплантации. Посакувам успешно да помине денешната трансплантација, да ги имаме повеќе и еви следниот пат во Македонија наутро да говориме за тоа дека и нашиот глас допрел негде и дека меѓу другото и условите за работа ваши се многу подобри и дека статистиката напредува на тема. Апсолутно, да. Ова е еден од начините како се врши кампања. Така, апсолутно. Ова е. Меѓутоа треба да биде. Почетно тука е вклучена државата, пред се владата, Министерството за здравство, ние како професионалци, Нефрон како невладина организација и сите останати за срце и за другите органи, така да тие треба да бидат предводници на кампањата, а ние да гостуваме како професионалци и да ги кажуваме позитивни ефекти од органодарителство. Благодарам, докторе, за гостувањето во Македонија. Благодарам на поканата.